на езерото Мантово се организираше порибување од страна на риболовниот клуб Крап од Радовиш, а во рамките на проектот од наградата за покативе Крапот на Мантово. Вакви проекти се реализираат веќе втора година поред од страна на риболовниот клуб Крап од Радовиш, а во втора фаза е предвидено порибување со автохтона речна македонска пастромка на река Плаваја и Сирава во општина Радовиш. Денес риболовниот клуб Крап од Радовиш изврши порибување на езерото Мантово со подмолок на крап. Еден хуман екопроект со едно мото кој е дадено од нас да го вратиме крапот на Мантово или од нас за сите нас. Се изврши порибување од околу 65 килограми на подмолок од крап, грамажа од 10 до 50 грама или приближно околу 2200 парчиња. Се надеваме дека ќе успеат овие парчиња и дека после неколку години ќе имаме капитални примероци кои можат нашите риболовци да ги ловат, рекреативни или спортски риболовци да ги ловат. Значи овој проект е реализиран благодарение на нашите помагатели, покровители во секој случај, а ова е прва фаза од проектот. Втората фаза е порибување на река Плаваја и Сирава во општина Радовиш. Ова го реализираме во општина Конче, благодарение во соработка со Водостопанство Радовишко поле, општина Радовиш, нашите други помагатели, Рудникот Бучим и ние секако како спортско-рекреативен риболовен клуб Крап од Радовиш. Чест и задоволство ми е да ги известам сите риболовци и еден апел за наредната сезона овие мали примероци на крап да ги враќаат во водите со цел да добиеме поголеми и покрупни примероци за наредните години. Значи овој хуман гест го работиме по втор пат, имајќи предвид дека лани порибивме со 44 килограми заедно на еден друг проект, и се надеваме дека ќе го вратиме крапот на Мантово. Еве денеска сте сведоци на еден навистина прекрасен чин, тоа е порибување на езерото Мантово, кое што се прави од страна на риболовниот клуб Крап од Радовиш, кој навистина овие ентузијасти придонесуваат за развој на риболовниот туризам на ова езеро. Морам искрено да и се заблагодарам не само на нив како организатори на оваа порибување, туку и на концесионерот ЛРД Студенец, во кој што се во постојана соработка со клубот од Радовиш. Сметам дека оваа порибување и претходните кои што беа направени во претходните неколку години, значи го збогатуваат рибниот фонд на ова езеро, кое што од ден на ден ќе биде се поатрактивен за сите риболовци. Еден апел, бидејќи денеска го правиме оваа порибување, сакам еден апел до сите риболовци. При ловење на риба да внимават при каков улов на риба, бидејќи знаат ги сите своите правила, односно правилата на ловење на риба. Оние малите примероци кои што денеска се порибени, не треба да ги враќаат назад од кога ќе ги уловат, да ги враќаат назад во езерото со цел за да може да направат поголем принос и да бидат капитални. Сметам дека со ова, не само со оваа акција која што е направена на територијата на општина Конче и на езерото Мантово, туку и акцијата која што ќе биде спроведена и во општина Радовиш е еден голем благодет, по реките на општина Радовиш е еден голем благодет од оваа група ентузијасти, односно од оваа здружение. Такви проекти треба и во иднина да се прават, не само во областа на рибарството, туку и во сите други, како во ловството и во другите гранки, за да можеме да имаме одлични предиспозиции за развој на рурален туризам, ловен туризам и риболовен туризам.